Добро вечер, во топ тема на ваша страна. Лажните вести ги окупира социјалните медиуми. Последниве месеци се создаде паника за разни прашања, се создаде паника околу лажни вести за трговија со органи, киднапирање на деца, антиваксерите беа активни и сето тоа имаше сериозни последици. Кој ги создава лажните вести и зошто, како граѓаните да знаат кому може да му веруваат? Вечерва за лажните вести дебатираме со Горан Михајловски, главен уредник, новинар и главен уредник на порталот Сакам да кажам, Александра Теменугова, специјалист за медиумска писменост од Институтот за комуникацијски студии, Бојан Кордалов, специјалист за комуникација и нови медиуми. Добре дојдовте во топ тема на ваша страна. Бојан, паниката се уште можеби присутна, луѓето не се разубедени ниту за вакцините, ниту дури за трговија наводна со органи, иако имаше силни деманти, ниту па ниту пак некој понуди некаков доказ дека има такво нешто, меѓутоа паниката е присутна. Кој ги создава овие лажни вести? Која е целта да се создаде ваква паника? Па јас би кажал дека можеби е поважно да се каже кои се тие кои што треба да се изборат против лажните вести, а бидејќи во оваа ера на дигитализација, она што можеме да констатираме е дека не постои еден испраќач, еден примач на пораката, туку буквално сите сме во исто време и примачи и испраќачи, односно сме во постојана интеракција. Во едно такво време, кога секој има различен степен на образование, различен степен на предзнаење, на ставови и така натаму, логично е да се очекува одредени прашања да бидат поставени за кои што може да се создаде паника. Затоа велам клучно е да се знае кој е тој или кои се тие кои што треба да се борат против лажните вести. И дефинитивно во 21 век комуникаторите, државните институции, службите кои што се платени од граѓаните мора многу да работат во директна комуникација со медиумите, меѓутоа и во двонасочна комуникација преку социјалните медиуми со цел да го демантираат секој обид на ширење на било каква лажна вест или дезинформација. Имавме деманти, еве ги спомнавме наводната, бидејќи имаше се совпадна неколку случаи на исчезнати лица и се појави наводни обвинувања за трговија со органи. Имавме едно соопштение, демант од МВР, што беше објавено доцна ноќе на социјалните мрежи. Не сите луѓе знаева дека има дека се шират такви дезинформации. Така да некогаш можеби наместо ефект контраефект имаме. Колку тоа успеваат да се изборат овие институции? Вака не изгледа убедливо. Работата или клучната работа е времетрењето, односно моментот од ширењето на лажната вест до демантот да пројдат минути, а не часови или денови. Бидејќи ако дадете вие некоја полукредибилна информација или ајде да тргнеме тоа како се прави лажна вест, секоја лажна вест во себе има некаква полувистина. И нешто кое што може дел од нас да не натера да поверуваме дека можеби е тоа точно. И потоа е многу полесно да фати чекор и да се расшири како едно стампедо, како една лажна вест. Затоа, кога било каква информација ќе се појави, институциите мора да бидат будни. Мора да следат, бидејќи такво е времето. Пред 20, пред 30 години, кога не биле присутни социјалните медиуми, интернетот и така натаму, имало време во многу случаи да може да се реагира. Денеска тоа мора да се прави во минути и во секунди. Ако вие дадете демант, некогаш и после 2 часа може да доцна, камоли после 2 или 3 дена. Јас во неколку наврати кажам дека ја разбирам состојбата во која што функционира МВР, бидејќи тоа е комплексна институција со сериозни информации, меѓутоа после критиките можевме да видиме нивна поинаква реакција која што се надевам ќе ја задржат. Значи имаше случај на пример со починат таксист во кој што буквално во неколку часа успеа да излезат со информација во која што се вели кај се случило, односно каде починал човекот, личноста, од што починал и дека не се видливи никакви повреди на самото тело. Чи тоа се работи кои што нема потреба да се одолговлекуваат и да се демантираат и објавуваат после денови и месеци. Но од друга страна, огромен број на случаи како несреќата, кај Ласкарци и така натаму, се уште лепди за тоа да знаеме што навистина се случило. Ако мене ме прашувате, што би дал како совет, тоа е дека во денешно време како што ќе елиминирате секоја можност, така треба да информирате јавност и да кажете дека
Со тоа е расчистено, остануваат другите работи во оптек. Потребна е брза реакција, потребна е едукација на сите нас, меѓутоа сепак работите мора да почнат од деленијата, од службите, од телата кои што ги имаат официјалните информации. Бидејќи една јас да кажам дека има трговија со органи како граѓанин, сосема друго е тоа да го направи државна институција. И така треба да биде. На крајот на крајштата институциите постојат за да постојано ја градат довербата. Не знам колку се... Каде се новинарите му приказнава? Па, затоа што, например, да, некои од тие информации ги пренесува и не портали, ги пренесуваат, него се правеа во медиумите, тие информации, тие се појавија во медиумите. Тука јас не само социјалните мрежи. И кога зборуваме за институциите, јас малку поназад ќе се вратам. Институциите не се нешто што е луѓето што седат во институциите, тие се дел од нас. Тие не се некои што се во стаклено звоно и сега они све знаат и ќе направат нека. Прво, Александра има еден добар проект го истера и мислам дека во еден дел дури соработувавме заедно. Во врска со тоа, меѓутоа нивниот проект беше за борба за медиумска писменост. Јас уште подалеку би отишол. Не можете да зборуваме за медиумска писменост кога имаме општа неписменост. Значи, ние не можеме да зборуваме за образување на читателиве или на публиката како да ги примаат вестите, кога тие што ги создаваат вестите, тие се неписмени. И тие ја прават најголемата хистерија. Еве, ако бидејќи секојдневно се соочувам со тоа и малку еве на Сања и се подналутив бидејќи ме најави како главен уредник на портал, јас инсистирам да се прави разлика меѓу портал и дигитална редакција, бидејќи јас сум главен уредник на дигитална редакција. Да, каде што работат новинари професионалци кои што се платени за тоа, кои што се обучени за тоа и кои што работат професионално. Значи не превземаат од Facebook и да го залепат тоа, туку ја обработуваат веста и ја што се случува со еве да речеме со онаа смешна приказна со трговија со органи. Прво што надворот сека логика беше дека туку така луѓе ги вадат, одма нели ги оперираат и после ги фрлаат негде во и ги наоѓаат во Вардар или не знам каде. Затоа што ајде да речеме дека луѓево јас тоа би го нарекол и специјална војна, бидејќи требаше да се направи впечаток дека ништо не функционира тука. Сега МВР е таква институција која што не реагира како што треба. Меѓутоа, новинар не се јавува ни во МВР за тоа. Новинар се јавува во судска медицина. И за жал во судска медицина ние кога да сме се јавиле сме добивале, меѓутоа за жал моите колеги не се јавува во судска медицина, туку чекаат и сите се напнати. Оливер да каже дали има трговија. Нема. Мислам има луѓе стручњаци кои што ги виделе тие луѓе. А понатаму не одиме дали се самоубиства, дали се затоа што тоа се семејни приказни кои што ако сме новинари, вистински професионални новинари, нема ни да влегуваме у тие семејни приказни. На крајот на крајштата семејствата сакаат тие работи да не се знаат. Така што мислам дека основата на сето ова лежи во необразованоста, во необразованоста на нацијата. Не може да имате образована нација ако вас не ви се образовани ни тие што ги создаваат вестите. Повеќе од 10 години, извини само. Повеќе од 10 години овде се уништуваа професионални медиуми. Овде се уништуваше новинарството. Новинарите во Македонија не прашуваат. Научени се да не прашуваат. Нив им се сервира и тие само пренесуваат. Денешен само уште еден пример, само би го кажал еве тоа или вчерашен така беше. Одеднаш стана вест што напишала на Facebook ќерката на Митко Чавков. И медиуми, нормални медиуми, нели објавуваат и викаат ќерката на Митко Чавков рекла така и така. Без да се стави бекграунд, што е Митко Чавков, како е, зашто се е судел, што треба да следи, што се случувало на 27-ја. Одеднаш таа е вест и тоа штракнато така. Луѓе читаат, малки-дики, голема работа, луѓето, мислам, на крајот на крајштата ние сите ова го имаме, сите вести, веќе не одиме нели во трафика да земаме или во Шесипол да чекаме вестите на Телма. Гледаме, ово има малки-дики, ово е, сега, не знам, овие го малтретираат политички програми, без новинарите професионално да се ја завршат работата.
Толку би имал сега за почеток. Не само во институциите. Околу Институциите се дел од нас, наши колеги работат таму. Околу само една мала дигресија, необразованоста, на пример, кога се зборува за вакцините и видовме што направи цела таа кампања, главно преку социјалните мрежи, на антиваксерите, на противниците, да имаме невакцинирани деца, имавме смртни случаи на крај. Излезе дека најмногу невакцинирани деца има во Скопје, во општините Карпош, Центар и Аеродром. Значи тие што се најурбани. Затоа што сите се доктор, Google доктори. Затоа што они све знаат. Оние очекуваме дека луѓето се пообразовани, да, и дека проверуваат барем неколку извори, не ги земаат работите здраво за готово од социјалните мрежи. Добре, јас само ќе се надоврзам за тоа. Околу образованието. Образованието, меѓутоа и за поимот лажни вести, иако ја дебатирам дали може воопшто да се нарече нешто лажна вест, бидејќи ако е вест не може да биде лажна, бидејќи се знае што е вест. Вест е нешто што е проверено, веродостојно, од неколку извори и е точна информација. Меѓутоа, во овој наплив на вести, како што ги спомнуваш примерите, има еден момент кој што треба да го знаеме и супер вака што се отвараат овие дебати, едукација на публиката, на што во суштина се фаќа публиката кој ќе прочита тие сензитивни наслови кои што привлекуваат внимание. Многу добро сите ги знаеме тие. Тие се најчесто наслови кои што предизвикуваат одредени чувства на страв, на паника, вознемиреност, јавни личности. Тоа се тие кои што, нели, се да, бидејќи целта е создавање на паника и страх. И сега, нели, како викаат тоа паника од со лажливи вести од Америка полека ни доаѓа и во Европа и не случајно, кога збориме за институционален одговор. Еве, на пример, во Европската комисија сериозно го третира, веќе почнува да го третира овој проблем и навистина се создаваат веќе тела кои што креираат политики како тие препораки да се пренесат и во земјите членки. Значи има повеќе институции кои што го прават тоа, меѓутоа најбитна е саморегулацијата. Тука ќе речем. Значи да, тоа е кај портал. Го споминавме истражувањето што го правеше Институтот за комуникацијски студии. Вие ги анализиравте корисниците на социјалните мрежи. Значи, што покажа? Направивме едно истражување кое што нели во целава оваа еуфорија околу лажниви вести, сите збориме, меѓутоа никој ги нема фактите. И токму поради тоа, поради еден проект баш што го нарекуваме писменост за вести, тоа е малку подлабоко во медиумската писменост, рековме да видиме како колку се писмени, да. Не, туку како нашите корисници на социјалните мрежи, нели, ги прецепираат овие содржини. И сега, не знам колку е релевантно, меѓутоа не верувам дека е многу смената состојбата од тогаш. Значи, истражувањето е правено лани во март, април. Да, не верувам дека е многу променета. Да, значи тоа беше една телефонска анкета, околу 1015 испитаници и она што е интересно за оваа дебата вечерва е, ќе соопштам само два моменти како одговараат нашите испитаници на следниве прашања. Значи, проверувам кој е изворот на веста и барам дополнителни информации во други медиумски извори. Проверувам кој е изворот на веста, значи 19% од овие наши корисници на социјални медиуми рекле дека никогаш не го проверуваат изворот на веста. Секогаш 26, понекогаш 29, значи рачунете тоа е скоро 1/3 и ретко 24,3%. И дополнително... Значи никој не го проверува. Да, не можеме да кажеме. Пазете го и ова сега. Барам дополнителни информации во други медиумски извори. Нели, читаш една вест, па одиш на друг портал и 17% никогаш не го проверуваат изворот, а секогаш рекле дека исто толку 17 го проверуваат. Меѓутоа исто така понекогаш 38%, тоа е сериозно висока бројка, а ретко 26%. 1/4. Така што овие бројки доволно ни говорат во каква средина ни се создаваат овие лажни вести, ако веќе ги збориме, и кои се ефектите од нив. Кордалов, сепак не ми кажавте
Кој има интерес да создаде паника со лажна вест? Вестите излегуваат, еве новинарите е еден проблем, меѓутоа на социјалните мрежи кои создава. Тоа е сериозна светска дебата и сериозни теми се отвараат околу тоа, значи од руски влијанија, па така натаму. Меѓутоа постојат многу истраги и во САД и во Британија или после оние случувања за изборот на председател Трамп, па Брекзитот, вмешаноста на Кембридж Аналитика и други случаи со лажни вести, вклучително и нашите Велешани, Кумановчани и така натаму. Така што ќе други од Македонија. И многу, да. Да, Македонија стана и символ заради велес на лажни вести на некој начин. Па се надеваме дека младите од Македонија ќе станат символ за нешто што измислиле налик на Facebook наместо, нели она што сме сега. Сега сме за лажни вести. На мапата сме. Јас дури стално кажувам дека едно време Велес беше попосетуван на светските ТВ куќи од колку Охрид. Многу повеќе репортажи се правеа во земјава за лажните вести отколку за други теми. Но ќе оставиме тие истражувања и теми да се развиваат до крај. Во секој случај едно е факт, тоа е дека не носат добро лажните вести и дека мора да се избориме против тоа и тука мислам дека немаме дилема. Горан сам индиректно и директно нели ме праша кај се медиумите, кажувајќи го својот став, и јас целосно се сложувам со сите вас. Јас имам почит кон медиумите, не се мешам во тоа како треба да бидат поставени, се залагам целосно за саморегулација и сметам дека тоа е тоа кое што самите медиуми треба да се изборат и да кажат кој е правиот пат и за вклучително и за изборување против лажните вести од нивниот аспект. Меѓутоа, она што цело време го застапувам како теза, каде се новинарите во целата приказни медиумите, тоа е дека всушност токму појавата на лажните вести и тоа како ја апострофира улогата на традиционалните медиуми, улогата на уредниците, на новинарите, на медиумските работници генерално. И тоа како во следниот период ќе видиме дека потписот на новинар, новинарка, уредник, уредничка, фотограф, снимател и така натаму ќе биде важен, бидејќи публиката, секој од нас ќе има веќе изградена перцепција таа вест од кого и како е напишана и каква емоција и колкава доверба буди. Уште многу имаме до таа, така да мислам тоа и сега го имаме со законот за медиуми, нели обврзани се медиумите. Интернет медиумите не се обврзани. Тоа е другиот момент. Тоа е другата приказка што е многу модерен збор саморегулација. Јас не би го рекол саморегулација. Овде треба луѓе да се казнат што шират лажни вести. Буквално така. Значи за ширење лажни вести треба луѓе да се казнуваат. Според кој закон? Затоа што тоа не знам. Меѓутоа, за ширење лажни вести, за ширење паника треба луѓе кривично да одговараат. Апсолутно може. Апсолутно е, мислам. Луѓе, лажните вести не се создаваат туку така. Значи тие намерно се создадени. И не се шират туку така лажните вести. Значи некој исто намерно ги шири, значи постојат таму некои ботови едно друго трето кои што се шират. После луѓето се лепат, нели со оние кликбайт наслови, погледнете тука ова, она сите тие работи. Имаме 160.000 јавна администрација од која што половина 100% цел ден седи на Facebook. Имаме и до тоа бројки. Супер е, одлично. Има да раскажуваме, кидаме на фризер вечер како е се луѓе во распаметени вадат таму органи во Скопје и одма после ги враќаат на 80 годишни, не знам, возрастни жени може ви вадат нешто и на вистина мислам дека еве ви го сега примерот, уште еден само ќе ви го кажам. Значи лажна вест беше тиранската платформа. Таа вест, ако се сеќавате, беше формирана со пари од некаде, нели? Так. Направени беа медиуми кои што имаат некои фини звучни имиња во Србија и во Хрватска. Медиумите тука што се сега опозиционија, што беа тогаш перјаница, нели, на власта ги цитира, па тоа и мејнстрим медиуми и телевизии ги цитираат, демек тие јавија за тиранска платформа. Од тиранската платформа еве до каде дојдовме. Значи една лажна вест беше, тиранската платформа беше лажна вест. Да, за моментот што ни недостасува, тоа не беше туку така. Никој не го мери во моментов ефектот од тие лажни вести. Значи медиумите имаат одговорност. Креираат мислење, носат луѓе одлуки врз основа на тоа што го гледаат. Вакцини, храна, облека, брендови и така натаму. Меѓутоа, кој го мери тој ефект? И тоа не зборам само за Македонија, тоа и на глобални рамки.
Па добро се покажа, Брекзит се покажа Трамп. Така што и ние... Да, јас ги поврзувам, еве и кај вакцините, ја треба да дојде кај нас тоа да се мери, нели? Не можеме ние да имаме институција како што вика Бојан, што ќе молчи кога имаме еуфорија и хистерија дека се па затоа што виде ова јас не сум за некоја строга регулација да речеме, ама не сум ни за само регулација. Затоа што ние веќе живееме во интернет ера. Значи како што има регулација за вас телевизиите, како што има регулација за печатен медиум, мора да има некаква барем регулација за интернет медиуми. И за тоа можеби многумина ќе ми се налутат, бидејќи нели преку интернетот се направија и арапска пролет и други, и кај нас шарената револуција се користеше истакнувајќи позитивните. Меѓутоа, вие уништувате не само професија новинарство, вие уништувате и една општо здраво општество каде што никој не одговара за тоа што го напишал. Вие знаете ли што се случува? Значи ќе шлапне некој, ќе шлапне веста. И таа вест брзо ќе се прошири преку Facebook. После 2 сата тие ќе ја повлечат веста, меѓутоа веста е проширена и тие стојат на Facebook сликите од нешто. Вие имавте сега пред неколку дена нели дека отровна, не знам, водата во Рашче е загадена. Кај беше? Кој е изворот на таа? Да, многу често таа лажна вест од време на време протурува. Бараме дополнителни информации? Не. Проверуваме кој е изворот на веста? Не. Мислам, тие се тие основни прашања кои што секој мора да си само насловот. Ама морам да ми чекор понапред, па ќе се вратам малку назад. Се е така. Меѓутоа, ако сум јас директор на водовод, сум министер во чишто дел е водостопанство и се шири таа лажна вест, ќе јас ќе лобирам, ќе се борам, ќе наоѓам начин да темата со факти и аргументи од истражување, јас ги знам фактите. Скопскиот водовод е втор, на пример, меѓутоа имате други водоводи во Македонија што не се втори во светот. И ако сакате да отворите темата, и ако сакате да демонтирате, ќе се борите за медиумско внимание. Зборам и на традиционални медиуми, зборам и на социјални мрежи. И тоа е работа на институциите. Тоа не е пропаганда. Пропаганда е ако вие некого присилите нешто да објави. Пропаганда е ако вие некого купите финансиски нешто да објави. Пропаганда е ако вие со некој друг тип на услуга тоа го правите. PR, промоција, од аспект на граѓански интерес, вие да се борите за темите што се релевантни за граѓаните да допрат до јавност. Сега се вратам уште. Извините. Веста не е дека водата е добра. Кој би објавил вест дека водата е добра? Нормално е дека е добра веста. А веќе веста која ќе се каже дека водата е загадена, штетата е веќе направена. И после 5 минути веќе да реагира директор ли, PR, не знам кој, штетата е веќе направена. Затоа јас вината многу, еве само критично зборам, многу ја гледам во новинарите. Не можете да пуштите вест. И многу е нели атрактивно сега да се зборува и факт-чекинг и медиумска писменост. Што е новинарство ако не е факт-чекинг? Тоа е само измишлјотина нова. Што е новинарството ако не се провери? Значи ние сме почнале, јас сум почнал уште у комунизмот со новинарство да се бавам. Тоа се прави. Како ја кажам? Значи како ќе пуштиш вест кај што немаш извор од две страни на крајот на криштата. Или ако не си отишол сам да отидеш да видиш. Или нема извор воопшто. Или каде што вест од сериозни наши колеги, затоа што тепачката, тоа е веќе друга тема и таа е друга тема за тепачката на интернет просторот е многу голема за кликови. И многу и сериозни медиуми си дозволуваат да речат се шпекулира дека девојката, имаше некоја девојка што ја пронашле мртва во Волко, се шпекулира дека девојката била предозирана. Мислам, ало, кај го има тоа? Во кое новинарство го има тоа? А кај нас го има и па знам јас, предозирана била. Не се кирете, оваа не е таа што и ваделе органи. Така што мислам дека клучното е во образованието од основно до факултет. Па видете, ја предавав на факултет до пред неколку години. 3-та година на факултет предавав, ми доаѓаа неписмени скроз студенти што не знаеа што е вест. Не знаат како да направат вест. Да не зборам дека македонски не знаат, председател со ЦГ пишуваат и ми викаат, па јас новинар ќе бидам, нема да бидам јас, вика, лектор. Од азбуката. Што покажа истражувањето, еве, за писменоста? Ние бидејќи се занимаваме, извини, Горан, со медиумска писменост. Да, тоа меѓутоа гледавме баш да видиме како образовниот систем, значи во основно образование,
ја третира медиумската култура, бидејќи медиумска писменост во нашите документи законски или стратешки како сакате, ниту во еден предмет не се спомнува терминот медиумска писменост. Во ниту еден наставен план. Меѓутоа, ете најмногу, ако може така да се зема, е во мајчиниот јазик. Не во сите, бидејќи различен е третманот на медиумската култура во учебниците по македонски јазик, а многу се... Па сепак учат нешто за медиуми, што е тоа нешто? Нешто, што е тоа? И колку? Значи, од некои просечни часови во годината, околу 144-160 часови во една учебна година по мајчин јазик, 10 часа се посветени на медиумска култура. И нели нормално во тие развојни периоди од 1 до 9 одделение, како што се поделени во 3 такви целини, нели како се развиваат и целите и вештините што треба да ги постигнат учениците. Многу малку. Што значи да? Во македонски јазик, например, во учебникот, бидејќи разговаравме со неколку наставници, една од нив се погоди за случај дека е авторка на учебникот по македонски јазик, каде што учат за основни поими што е вест. Знаете што имам натре? Сега сме 2019 година, нашите ученици во 4-то одделение треба да го најдат весникот Шпиц, Време, Дневник и да ги споредат насловите. И сега вторката... Тоа е задачата? Тоа е задачата. И сега вторката вели, јас, бидејќи работев порано како новинар и чувствувам должна почит дека треба да реагирам ова да се смени. 2 пати апелирам до Бирото за развојно образование, не само ја, бидејќи тие се повеќе група автори, да се сменат, да се апдейтираат, да ажурираат овие содржини. Вика, немам одговор. Добро, дали и наставниците имаат медиумска култура и веде ги? Тоа е второто прашање. Видовме, бидејќи имаат и дополнителни активности проектни, каде што треба да направат весник, каде што треба да истражуваат, се учат да бидат новинари, па нели, овие основни принципи, така и се учат, нели, за новинарството. И сега видовме кои се тие наставници по мајчин јазик што ги предаваат овие содржини. И сега ги прашуваме кога сте завршиле педагошка академија, ако нели биле среќни тоа да го завршат, вела дека многу малку учеле за медиумите на факултетите, така што и овој кадар што нели после влегува во образовниот процес, недоволно можеби е поткован за да ги насочи учениците. Третиот проблем е што она што им се случува на нашите деца во образованието не кореспондира со она што е нивниот реален живот. Значи, нивниот реален живот е ова. Нивниот реален живот е Fortnite. Нивниот реален живот се турските серии кои што ги прераскажуваат. Тоа се темите за кои што треба да говориме. Тоа е нашата реалност. И доаѓаме до институциите. Го завртевме кругот и повторно доаѓаме до институциите. Значи, сите работи се точни и сите муабети за стандарди, односно тези се точни, меѓутоа повторно на почетокот и на крајот го завртуваме, го заокружуваме кругот со институциите. И во справување како иницијална капица со лажните вести и на слушање на сите овие препораки, на обединување на сите нас на едно место и давање простор да се реализира, односно влеземе во 21 век. Ако ние почнеме да работиме и да го препознаваме 21 век, ова зашто зборуваме сите од Fortnite до стандарди, а до кликбайт реалност, тогаш ќе може да направиме нешто. На крајот на криштата, кога велиме што да прават политичарите или не е вест дека водата е чиста, да. Значи, многу поголема вест е некоја старлета или многу поголема вест е некој фудбалер, меѓутоа политичарите натаму прават пресконференции. Публиката многу повеќе сака да гледа скандали, отколку да гледа сериозни работи на медиумите, меѓутоа политичарите натаму прават пресконференции, тоа е нормално. Како институциите ќе се надпреваруваат? Никако. Не треба да се надпреваруваат. Тоа се и ќе го задржат вниманието. Додуша денеска имаше една да ја речам реакција од како беше објавено дека се појавила бактерија МРСА во една градинка.
навистина имаше брза реакција, но откако ни се случи се она со вакцините, откако имавме починати од морбили и откако ова е втор пат мрсата да се актуализира, не е прв пат. Да, која нели е опасна, меѓутоа не и лесно можеше да се создаде паника, тие реагира уште од синоќа и денеска некако ги пресретна, да речам, лажните, не лажни вести, ама барем кревањето, паника. Меѓутоа, тоа е прв пат да забележиме на некој начин една реакција, ама многу скапо ги плаќаме тие. Се повеќе и почесто се случува брзата реакција, меѓутоа тоа е повторно се должи на она што тимовите кои што треба да работат на односи со јавност се не брзо приспособливи на новото време. Значи, ако вие знаете дека една лажна вест, една паника може да се расшири за 5 секунди, вие морате постојано да мониторирате. Значи, не може како пред 20 години да го чекате клипингот на информации во 9 сабајле. Че вие постојано мора да имате клипинг на информации, постојано мора по клучни зборови. На крајот на лиштата услугите денес оваа дигитализација не донесе само нуспојави или негативни, не донесе многу предности. Вие денеска во секој момент може по клучни зборови да видите што каде пишува, ако е таа услуга безбедна. Па и агрегаторите на вести да се читаат за да секако се добие впечаток. Доволно, меѓутоа институциите мора да додат до каде што може, бидејќи знаете како ако една вест се шири, тоа веќе е многу лесно преку разни листинзи, преку разни клипинзи вие да дојдете до веста. Не е тоа затворен круг. Тоа не е нешто по дома што го зборуваме, че веќе почнува да станува тема. Пак ќе го дадам примерот со, ајде да се вратиме суштина, сака преска малку наназад. Значи не почна проблемот со лажните вести со Трамп. Лажните вести како рецептура се јавија многу претходно во делот на саплемент индустријата. Витаминската индустрија, кремите, сето она што се нарекува лекување на болести, корективна терапија и слично. Витамини и така натаму. Значи тој рецепт, од кога очигледно некој го испроба, потоа го примени или го применува или се обидува да го примени во политиката. За среќа се запали алармот, иако требаше по мене се запали уште многу поодамна, затоа што наши велешани се работува многу порано пари од кампањата за председател Трамп, но на тема здрава храна, например. Ширеа вести... Па ширеа кликбайт вести кои што публиката во светот, секој се таргетира голема публика, не се пишува на македонски или не знам албански или јазик, него на англиски јазик каде што можете да допрете до малтене милијардна публика, за да добиете повеќе кликови пари. Но за среќа, алармот се вклучи макар на лажните вести во кампањата на претседателските избори во САД. И добро е сега што разговараме за ова. Меѓутоа, спомнавме сите. Западните земји отидоа многу понапред. И е природно тие да се нешто понапред од нас. Затоа што им се вклучи алармот пред сите нивни избори, каде што се исплашија дека лажните вести ќе го Ама Марк Закенберг резултатот. Не спомна нас покрај нив во интервју за CNN, како земја. Значи, алармот мора да се запали кај нас. Алармот мора секаде во светот. Не се запали само во САД и во Велика Британија, во цела Европска унија, во земјите членки и така натаму. Значи, мора да се запали кај нас. Но јас имам чувство дека многу повеќе се прави во медиумската фела, во фелата на здруженијата на медиумите, во вклучуваме МИМИ, висока школа и така натаму, отколку што се посветува сериозно внимание сите овие напори да се стават на една маса и да се направи сериозен исчекот. Времето е такво. Кликбайт време, мора да направиме вистинските вести, или како што вели Александра, вестите, да дојдат на површина, а лажните информации да бидат оние кои што ги бидат помалку атрактивни. Како да дојдат вистинските вести на површина и века и младите? Младите се информираат од социјалните мрежи. Дали сте испитувале колку млади го читаат порталот, колку возрастни публики? Испитување затоа што едноставно немаме капацитет да го направиме тоа, немаме меѓутоа тие се информираат пари да го направиме тоа. Така што како тие да направат разлика? Излегува дека тие не можат да направат разлика? Не може да направат разлика ако 80% од тоа што го гледаат не е новинарство. Значи, разликата се прави само ако вие им даете вистинската информација ако ја добијат, ама тие ја добиваат за жал другата информација. Затоа што повторно ќе се вратам на мојата болка. Имаме крадење на текстови, имаме крадење на фотографии, имаме превземање, само шлапнал некој на Facebook, ставена вест, превртена. И луѓето
Младите не се веќе ни на Facebook, на Instagram се. Гледаат слики. Вие треба сега со сликата да ги привлечете да ги направите. И тоа е нешто со кое што ние како професија треба да се бориме и се бориме. Значи, јас сум тука спремен, спремен сум да инвестираме и во таа битка, затоа што порано, на пример, за да добиете вест, за да сакате за да знаете што се случило, требало да идете на трафика и да платите. Сега, за јас мојата вест, која што е направена од кредибилни извори, од професионални новинари, проверена, факт-чекинг, ова, она, све, јас морам да платам за да стигнам до што поголема публика. И сега, тоа е тоа. Значи, порано било печатот, па, не знам, радиото, па, телевизијата, сега и со ова ќе се бориме, нормално. Борбата не е во технологијата, борбата не е во оваа маса што носи. Дали е тоа портал, или е печат, или е... Борбата е во квалитетот. Борбата е во новинарството во својата суштина. Новинарството во својата суштина не познава лажни вести. Новинарството е вест. Тоа е тоа. А инаку, и старлетите се интересни. Зошто? И старлетите треба да се објават, затоа што и кога се објавуваат старлетите, вие не лажете, и за Ким Кардашијан, и за Јелена Кралеужа не се лаже, изјавила, се сликала, објавила. И тоа е тоа. Тоа е повторна и тоа кредибилна информација. Се додека не лажете. Ние овдека на телефони читаме лажги, буквално читаме лажги. Читаме неписмени. Знаете што се случи пред 2 дена и тоа го фати кластерот на Time? Некој колега кој што знае кај му била главата и паметот, наместо 3,7% раст на БДП, како што имаше некоја пресконференција, му се укуцало некоја двојка и објавил 23,7% раст. Мислам, треба да си ненормален за да мислиш, треба да си тотално неписмен, а и да немаш памет у главата, да мислиш дека 23,7 раст има во некоја земја, посебно, па не во нашава земја. Меѓутоа, а и тој што не го прочитал ни факт-чекер, ни лектор, ни уредник, ни ништо, што го отишло на веб, земале сите други, испрепишале. Так, ама бидејќи Анѓушев кажал, нема потреба ни да цитирам ја дека кажал, сакам да кажам или не знам што, демек некогаш нас не цитираат, то ти ми е страв да, ако демек ние сме открили, па и се малце ќе се скриеме ако не е тачно, ќе се заштитиме. Овде бидејќи Анѓушев кажал 23,7%, се појави цел кластер, буквално цел кластер, со 23,7% раст на БДП во нашава држава. Што сакате понатака? Што муабет ние понатаму да правиме? Го споменам што ова факт-чекинг. Како тоа го правите, бидејќи вака на пошироката публика не е, нели, јасно како се одвива тој процес? Затоа што тоа е редакција. Значи, ако имате млад новинар, пак морате да го проверите, па да го прашате. Кој ти го кажа тоа? Како ти го кажа? Дали баш така ти го кажа? Па ќе го цитираш. Па потоа, прво ќе го упатиш каде да побара информација. Мислам, се враќаме на нешто што, не знам, сме го учеле у 80-тите години, мислам, во студентски збор сум работел у комунизам. И имало нешто што постоело, се знаело. Се јавуваш на телефон, проверуваш, сега уште полесно, се може да проверите и на интернет. А овој така ви кажува, ајде се јас ќе проверам така. И на интернет ќе проверите, па у свет ќе проверите. Значи многу е полесно, сега ви е све достапно. Порано сме морале да одиме во архива на Нова Македонија па да чепкаме да бараме. Сега све ви е достапно на телефон и многу побрзо се прави таа проверка. Но така не се прави. Не е тоа факт-чекинг, тоа е новинарство. Ама го правиме овој муабет, бидејќи нова ера, како што велиш, радиото една ера, телевизијата уште една револуција, медиумска револуција. Сега, нели со и секоја нова ера, не знам, за 10 години може нешто друго ќе имаме. Па пак ќе го прават некои други наши наследници истиот муабет. Значи повторно се враќаме на основите на новинарството. И секогаш велам ја дека првата лекција што ја учиме во основи за новинарство на нашиот факултет е тоа што е вест, што е новинарство и кои се тие критериуми, стандарди според кои што една вест заслужува да биде наречена таква. И проблемот е тоа што сме се, како и за телевизиите, така и за интернет медиумите, тоа е сепак мала држава, слаба економија, сите се тепаат за истото парче колач да го земат, и да земат поголемото парче колач тие што имаат повеќе кликови,
без разлика дали се украдени вестите, дали се украдена фотографијата се. И сега треба да работиме на медиумска писменост, на маркетинг агенции, на општествено одговорни компании, кои што треба да ги учиме дали текстов го напишала Александра или Горан, или дали текстов е препишан или нешто. Тоа не очекувајте од нашите луѓе. Како може во една држава важиме за нација која е недоверлива во принцип, ама на лажните вести толку лесно им верува и на социјалните медиуми, повеќе на објавите на портали, на постови, отколку на новинарските текстови. Првиот момент е образованието. Значи, мислам дека е клучен фактор. Второ е медиумската писменост. Ја пак можеби сум досадна, меѓутоа ја верувам дека е тоа. И пак ќе речам, нели, за бројки, еве сега ќе ви кажам кому му веруваат нашиве корисници на социјални мрежи. Знаете кои се на прво место? Што мислите? Пејачи и актери. Да, се што ќе кажа, значи, колкав е професионален. Во принцип, у мојот професионален век, мислам дека со нив и добро сме поминувале, бидејќи па никогаш не лажеле. Или, ако сакаат да излажат, тоа ќе го направат намерно, за да им се верува. Ама ја имаш дозволата тоа да им го објавиш. Втори се спортистите. Да, тие уметници е сега интересно. Меѓу тие во средината што се со 17% политичарите. Така што тие се тие бројки кои што многу говорат за реално. А прашањето е кои личности ги следите? Значи, тие личности ги следат и им веруваат што ги следат. А она што е симптоматично, нели, бидејќи е многу битно кој е ефектот од тоа кого следите и што таа личност промовира. Она што е многу интересен феномен е што младите, можеби загрижувачки факт е дека младите од 15 до 24 години безрезервно им веруваат на јавните личности кои ги следат. Тоа се пејачи, спортисти и дури 70% од нив безпоговорно им веруваат. Така што отсуството за критичка перцепција на она што се чита го говорат овие бројки. Значи, практично проблемот е тоа што не се создава никаква критичка свест за јавност. Не можете со сила. За да проверите нешто треба барем малку да се посомневате. Ама за тоа треба да му се даде. Например, лесно беше кога имаше весници. Затоа што во весникот, покрај тоа што ве интересира, што кажала некоја пејачка, патем, дали со новинарски финти, дали со атрактивност, ќе прочитате и нешто што не ве интересира. Па добро, и сега на порталите и... Сега не. Сега прво ние немаме редакции. Ние немаме... Значи, во моментов, ние немаме редакции на порталите. Ние немаме редакции. Ние глумиме редакции. Бидејќи не можеме све да покриеме. Инаку мене ми е многу јасно дека многу помалку ќе се чита мојата колумна, а многу повеќе ќе се чита што изјавила некоја пејачка. Ама таа пејачка не можам ја да ја препишам. Таа морам исто така и да отидам на концерт и да ми даде изјава. И менаџерот да се согласи, значи да биде тоа вистина. А ние немаме ресурси, бидејќи на крајот на криштата сите портали живеат со ограничени ресурси. Колумната на Горан ќе продолжи да се чита и на интернет портал, дури можеби многу повеќе отколку што се читала на Весник. Меѓутоа Горан тоа го работи 3 децении. Посветен на тоа го прави, стекнува доверба и луѓето знаат што добиваат и имаат доверба во тоа. Политичарите не се трудат и не се посветуваат на тоа што го прават целосно, не градат конзистентна стратегија. Институциите воопшто. Во довербата е апсолутно, значи, ако Горан посветил 3 декади да докаже дека има кредибилитет преку своите колумни, значи со пишаниот збор, и успеал во тоа. Секој што ќе се посвети и ќе работи на тоа ќе успее. Значи фали посветеност. Сакав да ја прашам како специјалист токму за нови медиуми и комуникации, како успеваат толку масовно да се прошират лажните вести, пред се па и вестите кои лесно стигнуваат, да речеме, до пошироката публика. Слушаме за некакви алгоритми, слушаме за некакви групи кои, ако им платите, не многу средства ќе ги шират вашите вести, информации. Како тоа изгледа?
Сега малце ќе разбуричкам водата. Во суштина, со појавата на социјалните медиуми, на некој начин, секој не доби може би да има свој медиум, туку да има свој канал, каде што може да изврши одредено влијание. И втора работа, појавата на социјалните медиуми, социјалните мрежи, како сакате, ја извади на површина, значи нашата култура или не култура, и поединечна и национална, како земји. Во таква ситуација, многу работи кои што порано можеле да бидат контролирани или скриени, а верувам дека постоеле, може да дебатираме за обемот, денеска излегуваат на површина. И што е најстрашно, поради непревземањето на активности од сите страни, на сите што сме инволвирани или надлежни, вирусот на лажни вести се шири, вирусот на недоверба се шири и некредибилноста се шири. Значи, на некој начин паѓаме. Како се шири? Се шири со тоа што имате еден врзан сад. Тука се кредибилните информации, тука се некредибилните. Секогаш е полесно вие да протнете некоја полукредибилна информација затоа што е атрактивна. Да, рековме полувистината. Меѓутоа, ако во овој дел на садот вие немате ништо, секој пат ќе превагнува на другата страна. Значи, ние немаме стратегија, начин, механизми, структура, ништо организирано зборувам. Ние сите правиме во овде обиди. Сите правиме во нашите организации, компании, институции што правиме. Меѓутоа, генерално организирано не постои ништо. А веќе се пројдени години како се масовизираат лажните вести, а пројдени се најмалку 3 години како ние сме детектирани како извор. Не само како конзументи на лажните вести. Значи, многу едноставно, колку повеќе ќе продуцираме и ќе се бориме и ќе градиме механизми, вклучително и писменост, медиумска, за да се создаваат кредибилни, односно се создаваат вести, убаво кажавте, толку повеќе ќе успееме. Колку и да звучи едноставно, толку е. Ја би сакал само да, ако има време да се надоврзам на. Да, може би ќе се налутат сега некои од институциите, мои колеги бивши или со луѓе со кои што соработуваме, видете. Оваа влада превзема некој чекор да речеме дека ќе биде во 21 век со тоа што ангажираше луѓе кои што се добри твитерџи, кои што нели ги разбираат, знаат како да се прошират вестите и се тие работи. Меѓутоа, мислам дека, односно убеден сум, дека за ширењето на лажните вести придонесуваат и оние што играат мајтап со лажните вести. Значи, што повеќе ги даваш, што не ги земаат сериозно, меѓутоа почнуваат да играат мајтап. И пак ќе ви дадам сега пример. Имавме нели сега нешто родител 1, родител 2. Да, законот за родител 1, родител 2. Луѓе кои што ги знам дека се паметни, знам дека имаат, значи, смисла за хумор сите тие работи, почнаа да прават мајтап со родител 1 и родител 2. Тие луѓе, кај оние друга, да речеме, општествена структура која што така ги прима вестите, го зема за здраво, за готово, дека посебно што тие луѓе се веќе етаблирани или се во одредени институции како, не знам, пиар, задолжени за пиар, за едно, за друго, за трето, викаат, па ова, значи, стварно имаме зафрканција со родител 1, родител 2. Од каде излегува зафрканциите, например, со не се откри дека во законот со национална каменица наместо македонска каменица или со национален брод. Која 100 пати пред тоа беше кажано дека нема се медува. Тука ќе направиме куса пауза за реклами, се враќаме на дебатата. Гледате Топ тема на ваша страна, дебатираме за лажните вести. Додека трае емисијата, забележавме за време на паузата дека во моментот Facebook, Instagram не функционираат. Како може тоа да се случи, Бојане, веќе си специјалист? Безлажно, да. Делумно функционираат, посебно е отежната последните неколку часа на страните кои што брендовите и нели личностите ги водат, меѓутоа и многу тешко се оставаат импресии, додека кај дел од корисниците и на Инстаграм се забележува дека не можат воопшто да новостите да ги следат. Не е прв пат, кога се случуваше прв пред 5-6 години нешто такво да трае час, два или пола ден, беше шок. Меѓутоа мора да сватиме дека и Facebook не е совршен. Па никој не е совршен, меѓутоа и Facebook е една веб страна, една сериозна комплексна платформа, меѓутоа сепак се потпира на технологија, технологијата прави човек, човекот може да погреши. Ќе се среди како многу пати до сега, ќе се врати се
Да, И ќе продолжиме со Тоа е, нашите ќе навики. гледаат телевизија повеќе, ако не гледаат фудбал. Да. Горан, ќе ја проверите ли веста? За За Facebook дали Сигурно е функционира? веќе се Веќе ја проверивме, да. бидејќи не функционира. Сигурно паничат многу поголеми од нас паничат. За тоа. Околу за лажните вести, политиката изгледа дека најумешно ги користи. Сите се прашуваме дали веќе се користат пред официјална кампања, смејако таа почна за претседателските избори. Ги прашавме портпаролите на двете најголеми партии, СДСМ и ВМРО ДПМН, што мислат тие кои креира лажни вести и како тие се справуваат со нив, еве што ни одговори. Таков пример конкретно имаме и вчера, кој што е можеби и најтазе. Тоа е креирањето лажна вест на некој начин и учествување во конструкција каде што беше приведен, односно уапсен и поранешниот министер и директор на БЕБ Митко Чавков, каде што сите медиуми излегува со вест дека имал вила во Халкидики, а од неговото семејство демонтираа дека воопшто нема таков имот таму, така да на еден начин се створи една конфузија и се изманипулира јавност. Исто така беше и случајот со господинот Стево Пендаровски, кој што е кандидат на власта за претседател на овие избори, каде што најпрво самиот кажа дека бил следен од некои си служби, подоцна го демонтира Зоран Заев и Оливер Спасовски дека тоа не биле служби, тоа биле случајни граѓани, така натака. И тука исто така се створи лажна вест која што допре до граѓаните и веќе граѓаните беа збунети и изманипулирани. Со тоа морам уште еднаш да потенцирам дека лажните вести се креирани од одредени центри, како што во случајот на власта. Ние се справуваме со лажните вести како и сите останати, со демонтирање, со изнесување на онаа правата вистина која што е важна да ја знаат граѓаните. За жал, во Северна Македонија лажните вести имаат партиско-политичка позадина. На што мислам тоа, ако ги земеме во предвид еве најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН, факт е дека земете следите им ги преку една пресконференција буквално станува збор за дезинформација или за лажна вест. За да ви го доловам моментот, најдобро е преку неколку примери да ви соопштам. Секако тоа беше примерот со напливот на мигранти, каде што ВМРО ДПМН свесно ја лажеше јавноста дека сега во Македонија ќе има наплив на мигранти, па тоа ќе предизвика не знам какви проблеми, па државата ќе има не знам какви последици. Апсолутно се потврди со текот на времето дека тоа е невистина. Морам да го споменам примерот и со Тиранската платформа, каде што заговара и ВМРО ДПМН ширеше паника кај граѓаните дека ќе станува збор за бинационална држава, ќе се менува не знам како уставот, и тоа се потврди дека е лажна вест. Најдобра превентива секако за лажните вести и за дезинформациите се суштинско и вистинско информирање и навремено информирање на граѓаните. Токму тоа и го прави Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Анализите, позитивно е што анализите покажуваат дека граѓаните со огромна доза на прашалници ги земаат овие лажни вести и добро е што сепак на крајот на денот им веруваат на она што значи верификува медиум или фактор, а не на тоа што значи лажни вести, кои што ги поделува и ги спроведува медиумите и порталите блиски до опозицијската партија. Вака изгледа секојдневието, вака веројатно ќе изгледа и во кампањата. Горан, ние секој ден ги слушаме овие изјави, вистината дека или кај вистинска вистина. Вистинска вистина, да. Правата вистина и така натаму. Дали имаш впечаток дека Бојан спомна дека институциите треба да имаат цели тимови кои ќе се работат и се справуваат? Имаат и повеќе од тимови. Партиите по 4-5 души што им се задолжени за пиар. Партиите имаат повеќе тимови или институциите имаат повеќе тимови? Па за партиите на вистина не знам. Ние имаме уредувачка политика што многу не се подпираме на партиите. Значи дури и за избори, уште и во времето кога бев главен уредник на Вест, не сакав да ги следам баш партиски партиите. И мене ми е многу поважно да ја добиам веста од институција, отколку од партија, бидејќи партијата на крајот на криштата сега тоа се и финти кои што мора да ги продаваат затоа што е изборна кампања, во изборна кампања и ќе лажат и ќе спинуваат и ќе кажуваат само едната страна од приказната. И за да си се заштитиме во принцип, а и јас сам да се заштитам во принцип кога се избори малку си се притајуваме.
Што се однесува до, пак ќе се вратам јас на новинарите. Еве ви сега најсмешен пример да ви кажам. Да. Мислам, имавте вие еден ваш колега до неодамна, Мицковски, така? Ивор Мицковски, кој што цело време пишува против власта, си има стално ставови и се пишува. И Мицковски ќе си напише став и имаме нели еден Христијан Мицковски без В, кој што е нели лидер на партија. Знаете што прават нашиве колеги? Викаат вака: Мицковски, две точки, и ќе го исцитираат или Мицковски или Мицковски, и вие немате појма. И сега кај да знам, јас си го отварам телефонот и викам: и видео будала што лупнал овој. Мислам. Или така што пак ќе се вратам на основното. Медиумската писменост почнува во редакциите. Ако нема медиумска писменост во редакции, ако нема медиумска писменост во новинарство, ќе имаме и наплив на лажни вести, ќе имаме и лажно новинарство. Ова што имаме ние сега не е новинарство, особено во интернет просторот. Колку ќе има лажни вести во кампањата? Очекувате ли црна кампања или лажните вести за правење црна кампања? И таа некако почна, ама гледаме дека веќе не окупираат на Твитер, на Фејсбук, кандидативе се гушкаат на различни места со гласачи, ама тоа е тоа за сега. Ние се научивме дека секогаш партиите водат црна кампања. Акцентот кај владеачката партија е најчесто во повеќе позитивна кампања и фалење, дел негативна, додека кај опозицијата е 2/3 да речеме негативна кампања, 1/3 позитивна. И како човек, и како професионалец во областа, јас не сум поборник за тоа дека црната кампања може да ви ја заврши целата работа, особено не во период кога со децении гласачите, граѓаните сме труени со црна кампања. Значи потребно е платформа, не зборуваме за тиранска или не знам каква, платформа за нешто што ќе се направи. Потребно е програма и план, потребно е тим и визија, ама не како филозофија, туку како нешто кое што секој кандидат ќе се обврзе и ќе го прави. Но она што повеќе може би проаѓа е риториката која се напаѓа против кандидатот. И тука некако се држат партиите и кандидатите. Да, зборувам за сите. Во една арена сите сакаат да видат борба. Меѓутоа, тоа е еден дел од нештото. За да биде цело, вие мора да дадете и понуда. Вие ако само напаѓате, вие не сте алтернатива. И се знае во фазите наменување на расположението на освојување на власт и задржување власт кои се. Значи, за да вие дојдете да бидете алтернатива, треба да понудите алтернатива. Ако сте критичари на една власт и не нудите излез, никогаш нема да ја добиете довербата од граѓаните. Тоа е наука на истражување на јавното мислење, не го кажувам јас, туку тоа е така. И тоа важи за сите. И ако сакате да задржите власт, вие мора да понудите што е она што ќе го направите и да ги обедините граѓаните за тој концепт. Тоа не се прави со децении во нашата земја и во моментот кога ќе почнеме да создаваме култура за да се гласа за, а тоа зависи од предси од политичките елити и лидери, тогаш ќе почнеме да стануваме земја која што се доближува и во менталитет на европските земји. Кога велам за, не мислам за власта, мислам за одредена политичка опција или пак за одреден кандидат. Во моментов, сакам овие две работи да ги нагласам. Првата работа е дека премногу партиите се расфрлаат со реакции на реакциите, ги загушуваат граѓаните, го поклопуваат просторот, ги отргнуваат од желбата да бидат и да следат дневно информирање. Едноставно партиите стануваат неатрактивни за граѓаните кога функционираат на тој начин. И тоа е најплодната почва за вие да гаите, да насадите вака семе за лажни вести. Кога граѓанинот вика не ме интересира информирањето, ме интересира рекла казала, значи веќе вие ќе си ги следа старлетите наместо старлетите ги следат секако. Да. Само старлетите. И некој ќе каже бе знаеш што збориш стварно и толку ќе биде мавет. И втората работа е што е еден бесплатен совет за политичките партии, не треба да се расфрлаат со терминот лажни вести. Значи, ќе направиме статистика ако треба во колку пресконференции, реакции. Секој ден последниве. Таа и таа партија шири лажни вести. Значи, ако кажува лага, тоа се вика лага. Бидејќи не секоја лага е лажна вест и обрат. Значи, нека ја вратат топката во теренот,
кај што си игра над преварот, заради тоа што може би дава ефекти сега, меѓутоа само повеќе отфрла луѓе од играта, ги трга од трибините. И на крајот ќе се остане да си игра само екипата и ќе нема публика. Ако нема публика, нема спонзори, нема напред. Јас само ќе додадам дека два моменти. Првен што реакции на реакциите, тие пак допираат до нас, бидејќи тоа ни го сервираат, ги пренесуваат овие информации медиумите. Значи пак ќе речам мора да има еден филтер, како што вика Горан, право на редакцијата, каква уредувачка политика ќе заземе и дали таа реакција ќе објави или не и до која мера ќе оди. Меѓутоа, вториот факт е, нели, го збориме, политичарите имаат сериозен предизвик, нели, тоа е популарен збор сега, со 17% што ги следат луѓето, како да ги зголемат, ако сакаат да имаат поголем успех и се да, ова дали во излегува дека нивните гласачи па можеби дури ни тие не ги. Па сега нели први се пејачи актери, се не ни е непознато да имаме во кампањата и познати личности кои што доаѓаат од оваа филер, не е случајно, нели? Да. Колку, јас сега да прашам, колку може, дали социјалните мрежи даваат една вистинска слика за расположението на гласачите? Тоа треба веројатно да се праша во некои агенции кои што прават мерење за... Па, досега не сме... Не може да се прави мерење и сондирање на социјалните... И колку е да се подпираат или треба да се подпираат на расположението? Ова не покажува дека... Каде што веројатно има... Иако гледаме дека многу ресурси трошат на социјалните мрежи, тоа е најевтиното, нели, рекламирање. Меѓутоа се трошат ресурси сепак на токму на социјалните мрежи. Добра институција, значи институција која што сака да се изложи себе си, значи мора да гради рамноправен и фер однос на почит кон традиционалните медиуми и под Б мора да биде присутна на социјалните медиуми заради тоа што полесно е да се крие. Ако се крие, значи дека нема да биде удар ниту на јавноста, ниту на јавноста преку медиумите. Тоа се тие клучни работи, кои што мораме да ги знаеме, мораме да ги охрабриме, не толку да трошат пари, колку што да бидат присутни и да ги кажуваат своите ставови, меѓутоа најважното, да бидат транспарентни, отчетни и онлайн и да водат во насочна комуникација. Ние денеска можеме и вчера, значи кога велам денеска, го говорам целиот период од 10 години наназад од појавата на социјалните медиуми. Меѓутоа секогаш говориме за денеска, бидејќи живееме во сегашност. Ние денеска, вклучително и порано, можеме да видиме институции кои што само фаќаат простор во интернет сферата, институции кои што само се ради реда присутни на социјалните медиуми и се таму за да го кажат своето мислење. Суштината, битието на социјалните медиуми е да развива дебата и двонасочност, интеракција. Да, меѓутоа и кога имаме дебата на социјалните мрежи, нивото е исто така ниско, мораме и тоа да го... Затоа што нема модератор. Да го споменеме. Исто како што нема модераторка, модератори, како сакате, кои што ќе насочуваат што е лажна вест и веднаш ќе демантираат и веднаш ќе градат стратегија, ние така немаме такви луѓе на социјалните медиуми. Зошто ги кажувам, значи мора да направиме разлика што се социјалните медиуми, што се традиционалните. Социјалните медиуми се канал. Тие не креираат содржина. Тие никогаш нема да бидат замена за традиционалните медиуми. Значи тоа е цевка. Од тука иде пораката до тука, па се враќа и така натаму. А некој мора да ја направи. Да, затоа традиционалните медиуми секогаш ќе бидат супериорни, ќе бидат традиционални медиуми со своја моќ, кои што денеска сваќаат и ги користат социјалните медиуми за уште поголема популарност на своите рейтинзи. Например, јас често кажувам, што треба маркетинг агенциите направат во оваа сфера? Кога се мери колку е гледано одредена емисија, не се става бројот на YouTube гледања на таа емисија. Не се зема во предвид бројот на посети на страната. Кога се мерат едни вести, на Телма, например, вестите, се зема некој рейтинг според параметри, но не е додадено колку хинтови, колку посети дошле преку веб страната, бидејќи денеска вие не гледате телевизија само класично, вие гледате на интернет. Меѓутоа тоа не е рейтинг на интернет, на Фејсбукот. Тоа е рейтинг на телевизијата. Да биде комплетна. Треба, истото се случува и со медиумите, со интернет медиумите, затоа што маркетинг агенциите, например, ти гледат само колку имаш кликови. А вистинскиот, уствари,
вистинското мерење според мене треба да е она што го прави на крајот на криштата Facebook, затоа што Facebook па преку некои алгоритмите изфрлува погоре, ако имаш повеќе она што го викаат они engagement, Така е. што повеќе не лајкови, туку зборуваме повеќе за коментари и повеќе шерувања. Оти преку шерувањата што се прават и преку коментарите повеќе народ те чита. Тоа не го гледаат маркетинг агенциите. И тука е таа битка ние што имаме за кликбајтови и за глупи наслови. Погледнете луѓе каква паника се направи у Скопје и ждран, каква паника се направи во Скопје. А вистинско новинарство ќе каже дали е тоа за паника или не е за паника. Или како што го почнавме со примерот, нели, со таксист, пронајден мртов таксист во кај железничка станица во Скопје. А таксистот, Бог да го прости, починал од срцев удар, од природна смрт. Кај ќе стигнеме ако ние сите природни смрти, природни умирања ги објавуваме како новинари? Да, меѓутоа исто така многу е важен контекстот кога ни доаѓа таа информација. Па и контекстот доаѓа кога се случува нели уште неколку такви мистериозни исчезнувања кои што ги беа разоткриени, меѓутоа не можете да се лутите на полицијата. Нека каже полицијата дека е самоубиство. Како да каже дека е самоубиство? Па тоа ќе влагаме у приватноста на семејства. Не, Горан, мислам дека полицијата тука направи, односно МВР направи добар пример. Полицијата каже дека нема видливи повреди на телото. Сосема доволно е за да демантирате дека станува збор за варење на органи. Добро, за тоа е еден случај, меѓутоа кај исчезнатите лица им требаше време да ги поврзат, меѓутоа и тие не ја гледаат паниката што се создава. А колку верува на институциите наши, еве само уште еден пример би кажал, исто тогаш се случи. Полицијата излезе со некое соопштение округло па на ќоше беше нели за дека се фатена нека група, па не знам дали има уапсени, не имаше нешто за уапсени ово она. И кога беше објавена и тоа исто и тоа беше објавено петок навечер некаде околу 5-6, така нешто. Дури покасно. После тоа кога се јави, не петок мислам дека беше навечер. Не покасно, велам не беше дури. Така. А после тоа околу 8 часот кога се јави американска амбасада со соопштение за нивните граѓани да бидат малце предпазливи кога доаѓаат тука затоа што можни се терористички напади, тогаш веќе имавме и кликови и шерувања и све, бидејќи повеќе народов му верувал на американската амбасада отколку на тоа што го кажал министерството. Сето ова се случува во времето дека трае оваа хистерија, исчезнати луѓе, така, органи и така натаму. Тоа се случува неколку дена по сообраќајната несреќа. Тоа е суштина. Прво доаѓа се случува сообраќајната несреќа, па доаѓа терористичките предупредувања, па потоа киднапирање. Добро да не навлегуваме се во теорија на... Да, ден денеска не добивме објаснување околу тоа соопштение за каков терористички напад, подготовка, опасност, со тоа што македонските граѓани никој не ги предупреди, ние можевме слободно да шетаме иако се подготвувал терористички напад. И за крај секој од вас, што е решението? Па ја во моја што најбрзо би можело да го стори, се разбира се да свој дел. Начув дека во моментов се прават некои напори во владата и во Министерство за образование за да се ревидира конечно, нели после долги години на програмата, наставната програма во основното образование. Очекувам да видиме кои се тие промени што се планира да се направат, меѓутоа треба да се има предвид, нели, бидејќи како што сите знаеме, образовните реформи се многу спор процес, но исто така треба да се има предвид дека ова што се случи овде многу брзо оди понапред отколку реформите. Така што мојот апел е што поскоро тоа подобро. Да го свати дигиталното време барем образование. И уште еден момент, значи она што треба да, нели кога збориме за медиумска писменост, многу е битно да се прави разлика помеѓу медиумска писменост и дигитална писменост. Иако тие се комплементарни, можеме да збориме уште многу време, меѓутоа моментот ми е дека гледам и актуелните министри за информатичко општество милуваат да кажат дека се воведува, има постојано ИКТ во наставата, тоа не е медиумска писменост. Значи, не значи дека ако ги вклучите медиумите, можностите што ги нудат новите медиуми, дека тоа е медиумски ги описменувате. Значи, тоа е едно учење со медиумите, меѓутоа не е учење за медиумите.
ова што го зборевме пред. Па јас мислам образованието, мислам уште од основно, а што се однесува до новинарството, јас сум малку скептичен, мислам дека малку сме многу фенси, да речеме, кога зборуваме за саморегулација, мислам дека треба да има регулација и на овие медиуми, затоа што ова е, јас пак ќе речам, тоа е само платформа. Дали е печатена платформа, дали е телевизија, дали е преку интернет, ова е платформа. Мора да има регулација, мора да се одвои на крајот на криштата што е дигитална редакција, што е портал од еден или двајца луѓе кои што се седат дома во папучи и крадат вести. Каква е саморегулација? Со кого да се саморегулираме? Со луѓе кои што ме крадат, со луѓе кои што го јадат лебот на луѓето мои во редакција, кои што гинеле во Ласкарци на 27 април едно друго, тоа овие седели и ги препишале и го зеле поголемиот дел од колачот или од маркетинг, или можат да живеат и со помалку бидејќи на крајот на криштата не им ни треба. Нив можат да ги подкупат со 50 евра и да си бидат раат и да им вртат колку сакаат кликови таму. Да, ако имаме медиуми со толку. Така што тоа само регулација многу фина изгледа и све, меѓутоа додека нема казна, може да звучи вака малце и по недемократски, меѓутоа додека нема казни за ширење лажни вести, нема шанси. Нема решение. И Бојан? Се што важи во редовниот правен систем треба да се примени во интернет просторот и тоа е едноставната формула за да сватиме дека ние сме заштитени и ќе се надоврзам всушност на Горан дека платформата е таа. Дали вие го правите делото во кафана, на телевизија или пак на медиум, прашањето е која е намерата и дали правите дело кое што треба да биде санкционирано. Со Александар исто ќе се сложам и ќе кажам дека ќе дополнам дури не е ни дигитална писменост тоа што го велиме дека им даваме иката во образованието. Бидејќи на крајот на гриштата на крајот на гриштата дигитална писменост е ако ги научиме како да ги искористат дигиталните уреди, како да искористат сето она што дигитализацијата го носи за бидејќи тие дигитално се писмени уште од да, затоа што не е дигитална писменост да имате Facebook профил. Мислам, тоа е секојдневие денеска дигитална писменост. Последиците, што значи да се има Facebook профил? И како да го искористите за да подобро учите, подобро работите, подобро истражувате, значи да постигнете некој ефект. Пошто се вратиме малце назад, дигитализацијата носи предидобивки. А нуспојавите се нуспојави. А за крај, што јас препорачувам, ќе бидам директен и искрен, значи малку луѓе останавме генерално во земјава, а мислам дека мора да најдеме начин да тргнеме светата на страна, говорам луѓе што работиме на ова институции, мора да се седне заедно, да ги засукаме ракавите, да ги промениме работите. Секој во својот домен, секој што има квалитет, треба да биде вклучен и да даде принос, бидејќи лажните вести не се проблем на политиката, не се проблем на една партија или друга, се на секој граѓанин на целото општество. Ви благодарам за учеството во вечерашната топ тема на ваша страна. Тука е крајот на емисијата. Останете на Тилма, имајте убава вечер.